Пред само 10 дена заврши 9-тиот скопски маратон. На овој маратон најдобриот пласман помеѓу македонците го имаше добро познатиот Кокан Ајановски, на кој што првото место за малку му избегна од српскиот представник Кристијан Стошич. Денеска во топ форма го имаме токму Кокан Ајановски. На моја огромна чест и задоволство да го представиме на публиката. Здраво, здраво, и моја огромна чест и задоволство и благодарам што ме повикавте во вашата емисија. Кокан, дали си ти во топ форма? Па се трудам секогаш да бидам во топ форма. Тоа за мене е и смислата на животот, човек да биде постојано во топ форма, значи целосно складено психофизичко здравје. Секако. Кокан, кои се импресиите веќе 10 дена помина од завршувањето на скопскиот маратон? Какви ти се денешен аспект импресиите, како се тоа помина? Така, па за мене тоа беше еден ден што го очекував долго време. Уште од зимскиот период ги започнавме подготовките и постојано како се ближеше датумот за скопскиот маратон, така се повеќе и повеќе расте амбициите и возбудата и се што е поврзано со еден таков момент. И од вај чекав да дојде тој настан, дојде, помина, како што рековте 10 дена како заврши. Уште сум под импресии, затоа што успеав да го направам мојот најголем успех на скопскиот полумаратон. Ако пред точно 5 години не ни знаев ништо поврзано со маратон и полумаратон и онака случајно ете истрчав една трка, овој пат многу добро знаев што сакам да остварам. Практично реални да бидеме тоа и го остварив. Бев втор на скопскиот полумаратон, направив моје второ најдобро време во кариерата и она што особено ми е драго што не знаев дека сум го остварил, тоа било најдобро време на скопскиот полумаратон од страна на македонски надпреварувач. Значи импресиите се супер. Она што можам да го кажам дека сум задоволен од генералниот пласман, меѓутоа не сум задоволен и од своето време што го остварив, затоа што очекував да направам мој личен рекорд. Меѓутоа, ајде малку да се оправдам, некоја мала настинка ден-два пред трката ме фати, многу емоции, многу речем измешани чувства и сето тоа рефлектираше да види. Кокан, меѓутоа ти само 5 години се занимаваш со атлетика и за 5 години овој успех е навистина извонреден. За секоја пофалба и честитки од нас за сето тоа што го имаш постигнато. Па можеш ли да ми кажеш нешто за твоите почетоци со атлетиката? Како се случи баш атлетиката да одбереш како начин на спорт и рекреација со кој што и професионално денеска се занимаваш? Повака, сите знаеме дека трчањето е составен дел на поголемиот дел од спортовите и спортувајќи с други спортови, случајно бев и во некој допир со, условно кажано и со атлетиката, односно со трчањето. Пред 5 години случајно дознав за скопскиот полумаратон. Ми беше предизвик да истрчам еден полумаратон 21 км, тогаш и не знаев што значи тоа. И од кога успеав да го направам тоа, само да го завршам маратонот без да одам, значи тоа ми беше тогаш целта. Некако ми порасна амбициите и продолжив да учествувам на трките во Македонија и надвор од Македонија, од трка во трка, се повеќе и повеќе ми се допаѓаше тоа што го правам и одлучив да продолжам да се занимавам со трчање, значи да ги запоставам другите спортови, затоа што преходно целиот свој живот сум спортувал се и се што, а сега за прв пат во животот сакав да се насочам само на една активност. И во македонски услови, секогаш тоа го потенцирам, станав професионален спортист, иако тоа баш не изгледа така добро од страна кога некој ќе го погледне, одлучив да се насочам само со трчањето и денеска сме тука, зборуваме, се надевам дека во иднина ќе имам и многу поголеми успеси во поглед на трчањето. Секако. И самото тоа што ти започна релативно подоцна да се занимаваш со атлетика, говори дека никогаш не е доцна луѓето да започнат да се занимаваат со некоја физичка активност. Дефинитивно и не мора да е физичка активност. Она што јас сум го видел како искуство на многу други луѓе, не мора само во спортот, а јас го покажав како пример во спортот, е дефинитивно дека човек може буквално да оствари се што ќе посака во животот, меѓутоа претходно треба да има цел да го оствари тоа и се разбира многу да верува во тоа, напорно да работи, секогаш резултатите ќе си дојдат. Така што ако мојот пример е инспирација за некои други, ги повикувам буквално секој, независно во било кој спорт, ако тоа е нешто што го сакаат, едноставно со целото своје срце,
ете да пробаат и дефинитивно да веруваат во себе, затоа што пак ќе повторам, во животот може да оствариме се што ќе посакаме. Покрај редовните тренинзи кои што секојдневно значи ги имаш, доста внимаваш и на исхраната и тука е таа комбинација која што доведува до врвни резултати. Колку е важна исхраната кога се спортува? Еден дел од тајната на успехот на спортистот дефинитивно е и исхраната. Тоа е многу важен сегмент и без тоа успехот во спортот не може да биде комплетен, односно може да биде изненадувачки. Речеме конкретно во трчањето може да се случи некој да истрча една трка или две, меѓутоа да го повтори тоа во континуитет, да го држи константно, едноставно тоа не е возможно затоа што телото нема да може да ги издржи сите тие напорни тренинзи. И исхраната е многу важен, повторно ќе кажам, многу важен сегмент, не само во трчањето, туку во секој спорт воопшто, а и се разбира и во животот. Кога луѓето повеќе би внимавале на исхрана, не би ги болело глава секој ден, не би им се лошело на промена на време, би се чувствувале среќни и весели и тие стереотипи дека ете мора да не боли глава после толку години или мора да бидам у депресија вака и така, едноставно ќе исчезнат. Кога започна со атлетика, велиш дека не си ни знаел дека постојат маратонски трки, полумаратонски трки, не си знаел тоа како изгледа. Меѓутоа, еве, од денешен аспект, кога веќе имаш посетено голем број на трки, овдека присуствуваш на Скопскиот маратон и во соседството одиш на маратони, кои се твоите импресии? Која трка можеби ти им оставена најдобар впечаток? Да, па имам учествувано на многу трки. Можам да кажам дека сум бил скоро не на сите, ама на поголемиот дел од трките на екс-Југославија. Учествував и како репрезентативец на Македонија на неколку светски и европски првенства во планинско трчање, исто така на европско првенство во крос-кантри трчање. Ете бев, тоа е релативно колку е далеко или блиску, бев и на некои трки подалеку од нашата земја, каде што можев да ја видам и големата слика за маратонското трчање во светски рамки, како што беше, например, маратонот во Прага, или не знам, Трст, тоа беше исто така убаво доживување, или Будимпешта. Она што можам да го кажам како мој најголем успех, она што ми оставило најголем впечаток во поглед на организација и како дел од таква голема манифестација ќе го спомнам Прашкиот маратон. Мојот најголем успех по пласман, Скопскиот маратон е отворен за сите, значи е интернационален. Ќе спомнам дека тоа ми е најголем успех, второ место. Во Белград пред минатиот месец, значи во април, бев пето пласиран. Така да освен на домашната сцена, тоа вака интернационално, ако можам да кажам, се некои поголеми достигнувања. Кои се твоите следни амбиции, Кокан? Имаш ли некои предизвици кои што стојат пред тебе, а сакаш да ги оствариш? Искрено да ви кажам, до пред месец и пол, немав некои големи амбиции, затоа што искрено и не верував дека е тоа можно на нашите простори, затоа што не гледав некои други луѓе дека тоа го имаат остварено во последните неколку години. Имав некои блокади, некои лимити во главата, мислејќи дека тоа е можно само за некои луѓе што тренираат во некои западноевропски земји или во подобри услови, например. Меѓутоа, дефинитивно, кога истрчав овие последни времења на полумаратон, се уверив дека буквално може да се постигнат и поголеми резултати. Така што оваа година планирам да ги повторам успесите од минатите години на предсе на домашно тло, значи да бидам државен prvак повторно во тие дисциплини кои што го имам остварено тоа. И она што највеќе ми исполнува полумаратонската трка, сакам да си го подобрам личниот рекорд. До крај на годинава планирам околу 1:12 да истрчам или нешто и под тоа. И верувам дека доколку се најдат некои спонзори или некои луѓе кои што ќе го помогнат целиот овој труд што го вложуваме ние како индивидуалци во спортот, ќе може да очекуваме и многу поголеми успеси на интернационално ниво. За сите овие 5 години твоја кариера, постоел ли можеби некој момент кога си рекол не ми треба ова, зашто ми е ова потребно, го ми беше и пред да почнам да трчам. Сакал ли некогаш можеби да се откажеш? Значи целиот свој живот спортувам и претходно спортував само за себе. Изгледам добро, се чувствувам добро. Тоа што секогаш го потенцирам за себе надминување. Меѓутоа во еден период од животот почувствував дека тоа веќе, како да кажам, не ми е доволен предизвик, сакав нешто повеќе и тогаш одлучив да се пријавам на таква трка. И кога почнав да се надпреварувам и стана интересно да учествувам на сите трки, успеав да го достигнам максимумот во нашата земја.
да станам државен праг во некои дисциплини, тоа многу ми се допадна. Меѓутоа, од друга страна, тука дојде првото големо разочарување, затоа што да е човек шампион во Македонија и не е нешто спектакуларно од финансиска гледна точка. Сите тие проблеми, тогаш за прв пат посакав и да се откажам и неколку месеци продолжи да тренирам, меѓутоа не напорно, но кога видов дека дефинитивно тоа е што го сакам и дека ќе спортувам цел живот, реков нема никогаш да се откажам и така да го надминав тој момент и еве сега сум каде што сум и продолжувам понатака. Супер, баш ни е драго за тоа. Практикуваш спортски начин на живење и внимаваш кога станува збор за квалитетен живот. Што за тебе генерално представува спортски начин на живење? Како треба еден врвен спортиста денеска да живее за да добива врвни резултати? Ние сме многу далеко од некои врвни спортисти тука во Македонија, затоа што условите во кои што тренираме едноставно тоа не ни го овозможуваат. Ние треба да мислиме на 300 други работи на крај и на спортот, за разлика од другите луѓе секаде во светот каде што едноставно ги интересира спортот. Ние сме тука буквално и тренери, и нутриционисти, и луѓе кои се занимаваат за сите сегменти. За жал е тоа така. А спортски начин на живот подразбира буквално да се живее спорт, затоа што за мене спортот е начин на живот. Спортот е нешто и кога ќе заврши тренингот, како се однесуваме и после тренингот, како се однесуваме и пред тренингот, дали внимаваме на се што правиме во текот на денот, дали внимаваме на исхрана, дали внимаваме на останатите работи, буквално да живееме согласно она што го кажува спортот, а тоа е едноставно да бидеме психофизички здрави, да бидеме среќни и позитивни и на тој начин можеби да инспирираме и некои други луѓе. Постои ли некоја изрека која што ти е мотиватор кога се подготвуваш за некоја маратонска трка? Па некоја изрека да постои. Она што го спомнавме и претходно, дека човек може да постигне буквално се што ќе посака, а едно мое мото што е малку извртено од вистинската, како гласи, ако не можеш да ги победиш, придружи им се, а јас знам да кажам, ако не можеш да им се придружиш, победи ги. Браво! Тоа е тоа. Како и сите досегашни гости на Топ форма, и тебе кога ќе те замолиме, им дадеш еден совет на младите кои што гледаат оваа емисија. Зашто да го одберат спортот и како да останат во топ форма? Затоа што нема ништо поубаво кога ќе станете наутро и да се разбудите онака насмеани, среќни, позитивни, весели, затоа што не ве боли глава, затоа што сте како што кажувате вие, во топ форма, може да посакате се што сакате да направите. Значи, ширите на позитивна енергија, не може да ви влијае некој друг едноставно на вашето расположение. Како викаат, во здраво тело и здрав дух, дефинитивно е тоа така. Мој апел е едноставно сите луѓе да спортуваат и не само младите. Младите апсолутно највеќе, затоа што тоа е според мене и смислата на животот. Спортувањето како важен дел, важен сегмент од животот, меѓутоа буквално и сите луѓе. Независно, јас ако почнав на 26-7 години да трчам, може и знам и примери на луѓе што почнали на 40 години, буквално секој може да почне да се занимава со спорт, ќе ги види своите бенефити, меѓутоа да не се откаже на почетокот. Нека издржи барем 2-3 месеци, тек тогаш почнуваат убавите работи и буквално апел за секој да спортува, да биде среќен, весел, затоа што според мене нема нешто поубаво, а еве и вие ќе кажете со пример, сите спортисти што ги познавате, мислам се гледа каква енергија шират и се тоа. Да, секогаш позитивни, ведри и расположени и спремни за совет за младите кои што шетаат низ градот. Можат ли тебе да те сопрат негдека и да ги посоветуваш како здраво да живеат? Апсолутно, во секое време. И затоа јас пред 5 години кога почнав да трчам така по улици, многу луѓе ме гледа криво да кажам и онака ми вика шо правиш, дај нешто. Меѓутоа знаев дека тоа барем 5%, 10% луѓе да инспирира, да ме видат дека трчам по улици, да инспирирам некој друг, ќе бидам среќен и задоволен. Сум успеал во таа мисија едноставно да инспирирате некој друг, да му го промените животот, да го направите и тој да биде посреќен едноставно. Така да слободно во секое време сум тука, сум расположен. На оваа тема можам да зборам бескрајно, затоа што за мене тоа е нешто најубаво на светот, тоа е нешто што ме исполнува и ќе го правам целиот свој живот. Кокан, јас ти благодарам што беше дел од Топ форма и ти посакувам да ти се остварат сите твои зацртани планови, амбиции кои што ги имаш пред себе и да останеш секогаш во топ форма. Фала ви многу, фала ви на гостувањето и се најубаво поздрав до сите ваши гледачи.